До крајот на месец декември матурантите имаат обврска да пријават каков вид на матура ќе полагаат. Дали државна за матурантите кои планираат да се запишат на факултет, училишна матура за матуранти кои нема да продолжат во високото образование и ќе полагаат предучилишна комисија и завршен испит за матурантите од стручно образование кои нема да полагаат државна матура. Матурантите кои што ќе пријават државна матура ќе треба да наведат и по кои предмети ќе полагаат. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов оваа година има 164 матуранти, а во Средното општинско училиште Гошо Викентиев 159 матуранти со 4 годишно образование и 22 матуранти со 3 годишно образование. Како и секоја година, така и ова, првиот екстерен испит е задолжителен мајчин јазик и ќе се полага на 29 мај 2021 година. Вториот екстерен испит е избор помеѓу странски јазик и математика, а полагањето е закажано за 5 јуни, а за 14 јуни е тестот за оние кои ќе изберат математика. На 11 јуни ќе се полага третиот екстерен испит, за кој матурантите може да изберат помеѓу 10 предмети: естетика, филозофија, хемија, физика, биологија, историја, социологија, бизнис и прв пат за оваа државна матура ќе може да бират помеѓу предметите математика и географија. Матурантите ќе имаат проширена листа на предмети кои ќе може да ги изберат за полагање. Новина од оваа година е и проектна задача која ќе содржи истражувачки дел, а темата за проектната задача матурантите имаат рок да ја достават до денеска, односно до 30 ноември. Преку овие нови можности за реализација на матурската проектна задача, учениците ќе ја покажат својата иновативност, креативност, творечки потенцијал, лични комуникацијски вештини, младински активизам, свест за општествена одговорност, грижа за околината и помош и подршка на различни социјални групи.